Силното вложување на модернизација на патните коридори 10 и 10D, како и пробивање на тунелот на коридорот 8 кој ќе ја врзе земјава со Бугарија, Македонија конечно го добива приматот крстосница на Балканот. Железничкото поврзување со Црното море во Бугарија и продолжување на пругата од Кичево преку Струга до Албанија, Македонија ја поставува како главна рута на потекот Италија до Бугарија. Паралелно и силните инвестиции во модернизација на коридорот 10D, поврзувајќи го Солун со Брисел, конечно ќе придонесе за реален раст на македонската економија. Бизнес секторот вели дека политиката на оваа влада со силни инвестиции во инфраструктурата дава надеж дека конечно може да се ползуваат придобивките од местоположбата на државата, но од таму потенцираат дека Македонија не смее да остане само транзитен центар и да заработува од патарини. Македонија дефинитивно треба да ги искористи своите економски можности со тоа што ќе постави логистички центри на коридорите каде што се спојуваат, каде што ќе може да дојде стоката до тука да се претовари, да кажеме од една дестинација за друга дестинација, да не продолжи само со истото, туку ние да искористиме да бидеме некаков, да кажеме дали ќе биде сортирен центар, некој центар помеѓу државите. Според Миланов, уште од сега Македонија мора да размисли како да направи така наречено суво пристаниште за претовар на стока од грчките пристаништа кои често се и преоптоварени. Ако не подалеку, барем да биде за земјите кои што се од Западен Балкан, што ќе можат да користат нашата држава и нашиот град и нашата сува лука како некоја тампон зона каде што наместо да одат во Грција и да им се потребни транспортни дозволи за нивните камиони, ќе може да дојдат во држава каде што немаат транспортни дозволи и каде што полесно ќе го завршат транспортот на своите контейнери и потоа ќе ги вратат празни. Според првите проценки на владата, градењето на двата коридора треба да донесе дополнителен раст на бруто домашниот производ од 2%. Но според бизнес секторот овој раст ќе се должи на градежни активности. За одржливост на долг рок, тие потенцираат дека во периодот што следува работат на позиционирање како компании кои ќе дадат целосна логистичка поддршка.